Дневно во текот на ова лето, македонските доброволни противпожарни друштва да обезбедат на располагање 120 доброволци пожарникари за било каква интервенција во гасење на пожар. Ова денеска е договорено на работната средба во седиштето на Дирекцијата за заштита и спасување помеѓу представниците на 15 доброволни противпожарни друштва од исто толку општини со директорот Стојанче Ангелов. Тоа значи дека во секој момент имаме 120 оперативни луѓе. Тие можеби имаат повеќе, тие имаат повеќе. Можеби некој друштво има 50 на членови. Некои се родно, некои се на работа не може да се ослободат, други се на боледување, трети се родило дете. Мене ми требаат оперативни најмалку 120 доброволци кои што ќе ги заменат полицајците и војниците кои што ги користевме минатите години. Овие луѓе зад мен имаат изворедно искуство и најголемиот дел од нив имаат противпожарна униформа и друга опрема, нешто кое што го немат припадниците на полицијата и армијата. Така што јас длабоко верувам во тоа. Представниците ја искоментираа согласноста за овој предлог на следниот начин. Да направиме еден значаен чекап со функционирањето, односно со многу брзото истекување на терен и начинот на комуникација, начинот на командување на силите кои што изведуваат на терен. Со нашите ресурси, како што располагаме, можеме во иднина да учествуваме во шумските пожари, кои што сме за тоа и обучени сме. Доста голем број од нашето друштво има сертификати и обучени се специјално за шумските пожари. Можеме да учествуваме во шумски пожари, гасење шумски пожари и во други елементарни непогоди. Надевам дека голем дел од натоложените проблеми во нашето работење како Удружение на граѓани, доброволни противпожарни друштва ќе бидат надминати, се со цел да бидеме многу поподготвени за сезоната која ни престои и се тоа што можеме тековно за оваа сезона да го отклониме, за да искочиме на терен многу поспремни, да го завршиме експедитивно. Доброволците кои се ангажирани преку Дирекцијата за заштита и спасување треба да добијат дневница, иако, како што објасни Ангелов, финансиски надоместок засега добиваат само тимовите за брз одговор од Дирекцијата. Мојот став е јасен. Доброволците кои што се ангажирани преку Дирекцијата треба да добијат дневница. Бидејќи губат заработувачка, некои од нив се вработени, некои од нив имаат собствен бизнес и така натака. Иако тие тоа не го бараат, ние досега доброволците кои што ги ангажиравме преку тимовите за брз одговор и исплаќаме дневници, иако нивниот број е навистина мал. Инаку, помеѓу 15 представници беа и од Штипското доброволно противпожарно друштво, а во источниот регион во секоја општина е формирано и делува вакво државно противпожарно друштво.